Заедно со другите врски им овозможувало да тргуваат со познати фирми и во светот. Одовде караваните носеле жито, волна, кожа, восок, катран, коноп, лој и друго. А за сметка на тоа враќале сол, газија, шарлаган, олово, барут, свила, срма, часовници и слично. За снабденоста со секакви производи на овдешните магази и врвните изработки на битолските занаетчии се знаело, се раскажувало и прераскажувало надалеку и на исток и на запад. Посебен интерес предизвикувала еврејската чаршија. Се зборувало дека во неа нема што нема. Дури некои од питорексните улички и како разнобоен бисер наредени дуќани представувале посебни чаршии во мало. Такви биле Лус Крпачис на чевларите, Лус Кидис на препродавачите на стари работи, Лус Шастрис на шивачите, Ладанга на трговците со овошје на големо и така натаму. Во последните векови од минатиот милениум, индустриското производство се повеќе било присутно и овде во Битола. Некои од битолските евреи со успех го прифатили тој предизвик. Интересен е и податокот дека евреите за прв пат во Македонија и во Битола во трговијата воведуваат парични писма, меници, чекови, интабулации и осигурување на стоките, што е уште една потврда за нивната значајна улога и во стопанскиот живот. Еврејската општина водеше евиденција за евреите, водеше сите раѓања, умирања, книгите што треба да се водат. Покрај тоа во општината постоја специјални здруженија за помош на болни, помош на сирачиња, помош на безработни и помош при умирање. Затоа што при умирање кај евреите има една посебна процедура. Покрај тоа што го капат мртовецот, тој се обвивува во специјално платно, целиот се витка, се облекува така наречено во бело платно и тие се погребуваат директно во земја, не во сандук како што е кај другите. Има обичаи да кога ќе умри некој во породица, 7 дена во таа куќа не се готви и роднините, пријателите носат доручак, ручак вечера за семејството кое седи и не работи ништо 7 дена. Тука се случуваше да покрај евреите што носеја јадење на тие што се во жалост, носеја и пријатели кои беа или турци или од друга вера власи, или гркин, или македонец. Без обзира, то некако ги сјединуваше и во радоста, и во жалоста луѓето. Културно-просветната дејност кај битолските евреи имала посебно место во нивното долгогодишно битисување на овие простори. Првите почетоци на образование на најмладите биле врзани за синагогата. Таа служела како верски храм и како училиште за подучување, најчесто на посиромашните деца. Ваквите училишта се викале Талмуд Тора. Обично, рабинот им одржувал талмудски предавања. Талмудско училиште постоело во Битола уште во 16 век. До ратот имавме меѓу евреите имаше многу организации. Постоеше младинска организација, околу 400 членови, Хашомер Хацеир се викаше, млади стражар во превод, каде имавме една огромна библиотека, не само белетристика, него и стручни и научни книги, каде доваѓаше гимназиска омладина обавезно да зима книги. Така да таа библиотека не служеше само за еврејчињата, него и за сите други ученици
од други училишта. Исто така постоеше друштво Макаби, постоеше певачко друштво, кое во разни приредби при разни празници, салата во Кенот го викавме та сала кај што се собиравме омладината, доваѓаше омладина, цела омладина битолска, заедно со нас. Имавме женско друштво, се викаше Вицо, председателка на тоа друштво беше Жули Батино, иначе сестра на чувениот првоборец Рафаел Батино. Како посебен сегмент на овој културен живот го исполнувал еврејскиот фолклор. Народното творештво никогаш не престанало да живее и покрај толку многу преселувања, промени и мешање со други народи. Се има впечаток дека заедно со религиозните корени, јазикот и писмото, народниот духовен израз најдолго се задржал во автохтон облик. Тоа се народните приказни, песни, гатанки, изреки, поговорки, брзозборки. Таквото духовно богатство никој со ништо не можел да го забрани да не се зачува за секогаш кај својот народ, но и пошироко. Примерот со некои еврејски поговорки кои уште може да се чујат во Битола, како што се: за она што е тешко остварливо треба време, а за она што е невозможно сака малку подолго време. Или ако умрел Мојсие, Господ останува. Магарето колку повеќе го молиш, толку повеќе ги дига ушите. Плати што должиш, да знаеш што имаш. Најдобро ја потврдуваат таа мисла. Со векови, долгата борба на македонскиот народ за ослободување од туѓинското робство на свој начин ја чувствувале и ја помагали битолските евреи. Таков е случајот на познатиот битолски еврејски деец од времето на Илинденската епопеја, Рафаел Камхи. Тој бил близок соработник на Даме Груев, Гоце Делчев, Ѓорче Петров и другите великани на Илинденскиот период. Евреите не останале понастрана и од останатите прогресивни општествени движења што се случувале во Македонија, односно во Битола. Најсвеж е примерот со антифашистичката борба на македонскиот народ во Втората светска војна. Многу евреи беа во првите редови на народно-ослободителната војна. Еврејските младенци веќе уште од 42 година беа во првите партизански одреди. 43 година со доваѓањето на група младенци евреи кои успеа да избегнат Холокаустот и група еврејки што успеавме исто така да се спасиме од депортацијата, се зголеми групата на евреите во одредите. Морам да кажам дека евреите беа, сите можам да кажам дека беа одлични борци. Na nique religio della madre de chico se agra. Едно од клучните места од каде излегуваа многу млади борци беше гимназијата. Таму учеа и многу напредни ученици, евреи, кои зедоа активно учество во сите фази од борбата за слобода. Не беше помало учеството и на жените еврејки. Во редовите на битолските партизански одреди, рамо до рамо се бореа и гинеа и овие битолски граѓани: Бено Русо Коки, Роза Камхи, Мориц Шами, Жамила Колономос Цвета, Алберт Русо Коте, Виктор Мешулан Бустрик, Насим Алба Мики и Естреја Овадија Мара.
која посмртно е прогласена за народен херој. Втората светска војна не ќе ја запамети човештвото само по огромниот број воени и цивилни жртви, разурнување и страдања на луѓето од нашата планета, туку по уште еден ужасен чин врз човечкиот род – Холокаустот. Овој пат жртва на една мрачна идеологија беа пак тие, евреите, еден од најпознатите народи во светот, за чие големо цивилизацијско културно наследство се знае повеќе од 4 милениуми. Пред 11 март веќе евреите вознемирени почнеа да спакуваат по нешто дома, спиеја облечени, не угаснуваја светлата. Цело еврејско мало беше во светло. Татко ми вика, знаеш што, гледај ти да се сокриеш, затоа што браќа ми беа помали, нема ја 18 години, сестриче имав едно 13 години, мајка ми беше умрена еден месец пред депортацијата, вика, ти можеш да се скриеш, али ние не можат ништо да направат, немат право да ни ги земат децата. Една група од 5 души, вклучувајќи и јас, девојчиња, успеевме да се сокриеме во киоско што продаваше цигари Богоја Силјановски. Да чекаш во еден киоск кој беше одма до полицијата, кај што идеја агенти секој ден да купуваат цигари, секој ден бевме во опасност да не видат и да не затворат. 11 март навечер војската и полицијата го опколува градот. Одеднаш слушаме еден силен плач, една викотница, едно молење и слушаме глас на мајки, на деца, на возрастни, молитви, како да ги препознаваме и гласовите на нашите блиски. Сакаме да излеземе, не можеме да излеземе, ние сите бевме заклучани. Гледаме одат према станица. Тие ги соблекоја евреите, група по група, им зеле парите, им зеле сите драгоценности и ги пикаја во вагони за стока, набиени едни во други и ги донесеја во Скопје во Монополо. Во 3 групи ги полека одведуваја за Треблинка во Полска. И тие од вагоните право беа однесени, угушени и после изгорени во Треблинка. Од Треблинка не се врати ни еден човек. Така Битола одеднаш остана без еден евреј. Беше 11 март 1943 година. За една ноќ насилно бе одведени над 3268 незини честни граѓани, само затоа што беа евреи. Траурно беше наредното битолско утро и сите оние по него. Скоро половина милениум заеднички живот некој за миг го прекина. На широк сокак замолкна за наве клавирот на младата пианистка Сара. Никој повеќе не ја слушна Бетовеновата клавирска соната опус 13 во цемол, наречена патетична. Ете така заврши тажната приказна за битолските евреи, за кои денес во градот со респект се раскажува за совекови заедничкото живење. За утеха, ако не останаат тие, останаат трагите од нивното значајно творештво во богатата културна ризница на Битола,